Во услови на традиционално руско влијание во регионот, во својата последна дипломатска акција на Балканот, Москва воопшто не се двумеше да нападне. И тоа не кого било, туку земја членка на Европската Унија, што е традиционално нејзин партнер, Грција. И тоа не поради која било причина, туку за да се спречи или да се избегне Македонија да премине во западната сфера, коментира интернет порталот 24 часа, кој е дел од угледната истоимена италијанска медиумска групација специјализирана за политички и економски анализи. Но дали е тоа изводливо? Дали е тоа дел од нова студена војна? Која е играта на Русија, на Грција, на Западот? Прашува 24 часа, коментирајќи ги овие случувања како филмско сценарио и нарекувајќи ги летописи полни со пресврти, достојни за холивудски трилер. Прашањето кое што се наметнува е дали ова сценарио од Москва е веројатно и остварливо. Дел од аналитичарите велат дека како што Македонија се повеќе се приближува до НАТО и Европската Унија, овој план е се потешко остварлив. Меѓутоа, поголемиот дел од експертите, политичарите, странски и домашни, па и политиколозите, велат дека Русија одамна го крои овој план и дека нема лесно да се откаже од него, особено сега во пресрет на референдумот за името и договорот со Грција. Россия! 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 Прашањето кое се наметнува е дали ова сценарио на Москва е остварливо и можно. Дел од аналитичарите велат дека како што Македонија се приближува до членство во НАТО и Европската Унија, така руското влијание ослабнува. Меѓутоа, поголемиот дел од домашните и странските експерти, политиколози и политичари велат дека планот на Кремљ да го запре ширењето на НАТО кон руските граници не е од вчера и дека руските стратези на чело со председателот Владимир Путин нема така лесно да се откажат од него. И како што Македонија ќе се приближува до вратите на Западот, велат, така Москва се посилно ќе удира. За доктор Флоријан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, Австрија и експерт за политиките на Балканот, ситуацијата е јасна. Русија сака да ја спречи евроатлантската интеграција на регионот и на Македонија. And I don't think Russia has a strategy for the Balkans. What it has is trying to disrupt as much Euro-Atlantic integration wherever it can, and that Balkans is the easiest area to do it. And that's why I see Russia continuing to play its role. I don't expect any dramatic changes. I would rather see business as usual, so to speak. Ерупцијата на дипломатскиот конфликт, коментира италијанскиот медиум, се случи кога Атина протера руски дипломати поради, како што објави официјална Атина, активности за попречување на договорот меѓу Македонија и Грција. Според порталот, последната акција на Москва не е само спорадичен акт кон Македонија, туку сегмент од поголема борба за влијание во Европа, па дури и Грчка игра од која таа ќе извлече корист за себе во глобалната стратешка игра на Балканот. Спорот околу името на Македонија беше дел од еден поширок конфликт во однос на сферите на влијание во Европа, особено по долгата избунувачка европска турнеја на американскиот председател Доналд Трамп, која даде нов здив на очекувањата на Москва да се представи како глобална, а не само како регионална сила. Нешто што лукавата политика на поранешниот американски лидер Барак Обама го исфрли. Пентагон и Брисел се многу загрижени поради наводните обиди на Кремљ да манипулира со западната политика, коментира 24 часа. На линијата дека Москва сака да биде камен во запчаникот на македонските евроатлантски интеграции е извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот Хедвиг Морвај, која предупредува на засилени акции од Кремљ. Моје неко видење е да е Русија некада била више као чисто су ометали процес, a sada je to jedan ozbiljniji pristup tome da se možda čak i stopira za iskreno i suštinski približavanje ovog regiona Evropskoj uniji. Дека сценариото на Москва не е од вчера, потврдува и најновиот извештај на Американската фондација специјализирана за глобални истражувања и анализи Джеймстаун, насловена Москва сака да го попречи македонското зачленување во НАТО. Во последните 10 години од самитот на НАТО во 2008 година, според разузнавачките документи до кои дојдоа истражувачките новинари, земјата се соочува со силна пропаганда и разузнавачка активност спроведена преку амбасадата на Русија, стои во извештајот на фондацијата Джеймстаун. Тие официјални документи на кои се повикува авторот на извештајот на фондацијата, а кои ги објави истражувачките новинари, наведуваат дека главна цел на Русија е, како што објави фондацијата, да ја изолира Македонија од западно влијание и да ја обезбеди војната неутралност на земјата.
И првиот македонски министер за надворешни работи, универзитетскиот професор Денко Малецки, смета дека Македонија е ставена во големата геополитичка стратегија на големите сили. Тој за Слободна Европа коментираше дека иако Москва нема посебни интереси на Балканот, овој дел од Европа е мекиот стомак на континентот, каде што може да се продре и да се направат проблеми на трансатлантската зедница и дека не треба да дојде до тоа Брисел и Москва да преговараат за Македонија. На најновата деструктивна политика од Русија предупреди американскиот помошник државен секретар за Европа и Евразија Вес Мичел. Yes, we do see Russia playing an increasingly destructive role in much of the Balkans in spreading disinformation, undermining democratic institutions. And we've been clear in our conversations with the Russians that that is neither in their interests nor in the interests of the people in this region. Поради сето ова, велат аналитичарите, нема да биде изненадување ни една следна акција од Москва, бидејќи нервозата на Кремљ расте со македонското приближување до Брисел.